Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Гласот на народот. Дневна доза понеделничка, наистина беше тежок ден и за мене, со тоа што јас морам да кажам без пријатели никаде не може, никаде да заминеш, без пријател си нула. Јас сепак ќе му се заблагодарам на мојот драг пријател Борче Стефановски, еден од директорите на клиниките на Мајка Тереза, кој наистина помогна денеска малце се добиме енергија да ја реализирам оваа емисија и благодарам на женета Екстете која малце се потруди и таа малце да ме освежи. Тежок е за тоа што сепак живи луѓе сме и се случува сето тоа. Ова беше неслучајно намерно, сакав да му изразам благодарност на драгојот Борче што наистина покажа алтруизам и хумана димензија, вистинска смисла на зборот како човек на клиниките на Мајка Тереза. Тоа што ми дава за право, почитувани, да продолжам со истиот темпо, истиот интензитет, се за и околу неправдата, за и околу Македонија, која еве и овие временски простори се наметнува една непринципијална, нечовечка, нехумана ситуација за и околу символот на верата, а тоа е крстот, черевичар пред се, кој е Македонија православна држава, христијанска, но Македонија која исто така го почитува верскиот чувството, верските чувства и на нашите сограѓани, имајќи факт дека тој што верува, од него не смееш да се плашиш с краја да од оној што не верува во ништо. Но ние ќе говориме за таа тема понатаму во емисијата, но пак почнува тие жешки теми за и околу македонската вистина. И велам, кој зошто ја негира Македонија? Македонците, Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Тоа беше причина да го поканам професорот доктор Александар Атанасовски, кој навистина ја остави јавноста и мене и сите околу мене со неговиот текст за вистината за вечерот кој ќе збориме, да не должам да му посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер, благодарам на поканата, добро ве најдов и се надевам на убава емисија. Да, по овој текст што вие го напишавте и навистина да бидам искрен и мојот драг пријател и собственик на оваа телевизија, кој јас исто тука го поздравувам, беше позитивно чувство за вашиот текст, а меј беше задоволство да го третирам за и околу Охридската архиепископија. Професоре, веќе многу години пишувате и говорите за катадневните конструкции и лаги за Македонија, македонците, Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Дали навистина Охридската архиепископија е продолжение на бугарската патријаршијата, како што манипулираат и во меѓувладните македонско-бугарска комисија за ревизија на македонската историја? Проблемот не се само бугарите, проблемот сме ние, македонците, што дозволивме воопшто таа комисија да се формира, посебно владата наша, и покрај реакцијата ние бевме подпишени некаде околу 28 души историчари, дека нема потреба од договор за добрососедски односи и нема потреба од историска комисија. Историјата не може да ја пишуваат политичари, историјата треба да се остави на историчарите. Ама во последно време, за жал, се намножија историчари трговци, јас така ги нарекувам во наводници, кои што за пусти пари проклети како Јуда, ја продаваат нашата историја на соседите. Ние со бугарите одамна си го имаме тој проблем
иако се обиде после Втората светска војна некако мислевме дека е решен или Ѓорѓи Димитров Тито кој се призна со Бледскиот договор и македонски јазик и македонски народ, културната автономија на македонците во Пиринска Македонија, се одеше така до информбирото, после информбирото, доаѓањето на Тодор Живков, бугарската политика се сврте во спротивен правец, почна тоа дека нема македонци, дека се е тоа бугарско и почна тие нивни индоктринации. За разлика од кај нас, во Бугарија во секоја институција има минимум по еден историчар, ако не и по двајца. Во Министерство за надворешни работи на време имаа 6 души историчари и се многу добро запознаени со се. Таму политичарите не даваат изјави без да се консултираат со историчарите. Кај нас политичарите се прават поголеми историчари од нас и се впуштаат во некои работи од кои што после не можат да излезат. Тоа ни се случи за жал 2017 година, кога на брзина се истрча прво со Грција да се решил спорот, да се смени името, го подпиша тој фамозен договор во Нивици, со кој што нашата влада, не историчарите, се откажа од античката историја и рекла дека тоа е грчка историја. И требаше тие одлуки од тој договор да се спроведат кога истиот ќе биде ратификуван од двете страни. Кај нас во собранието се ратификуваше како така, во грчкото собрание до ден денеска не е ратификуван. Нашите власти упорно настојува да се спроведе тој договор. Значи проблемот е кај нас. Затоа што бугарите се повикуваат на истиот тој договор. Јас сум разговарал 2018, баш една година после договорот во Велико Трново, со бугарските експерти, за средновековната историја, и со Христо Матанов, па и со Пламен Павлов, чиј што текст го коментирам тука, и они отворено ми рекоа: извини, Александар, вашата власт подпиша договор со Грција, каде што се откажавте од античката историја. Штом немате врска со античките македонци, значи вие сте бугари. И Бугарија сега се подпира на тој договор и го негира постоењето воопште на македонскиот народ и на македонскиот јазик. И држат на тезата дека македонскиот народ, односно македонската нација и македонскиот јазик се создадени 44 година. Дека до тога ни заедничка историја. И таа комисија формира со цел да докажат бугарската теорија. За жал, велам за жал, во таа комисија, уште во првиот состав, немаше ни еден историчар што се занимава со средновековна историја. Немаше ни со античката историја. Да. Сите членови на комисијата беа од турскиот период, турколози. Еден имаше што работеше на Втора светска војна, Александар Литовски од Битола, кој што потоа го сменија бидејќи беше непопуслив во ставовите и останавме без член од тој период. И сега се исклучило луѓе што работат на турскиот период, односно еден е двајца се во пораниот 16-17 век, другите се 19-20 век до балканските војни. И тие одлучуваат за судбината на целата наша историја. Тоа е трагедијата. Колку се бугарите виновни, толку се и нашите виновни. Сум разговарал во Бугарија со многу луѓе и историчар вика: извини, ние бугарите немаме ништо против вас. Вашите македонци што се овде во Бугарија, тие се против вас. Зар можно? Па тоа се луѓе што се иселени од Македонија на времето, чии родители заминале од тука, или од Егејска Македонија, или од овој дел на Македонија, од Битолско, од тука Леринско, Костурско, од тие краеви, се емигрирани во Бугарија, па имаме и од Штип некои, и сега тие се најголеми бугари. И се поголеми бугари од самите бугари. Фактички нивни самите бугари не ги сакаат многу, ама ги пуштаат во таа борба против Македонија за тие да не јадат, односно тие да не негираат. А они за да останат во Бугарија и да останат на тие позиции што се... Лукративниот лични побуди, интереси, тоа го прават. Јаничарска работа, јас го викам. Еничарите што правиме со нашите еничари кои за па тоа е проблемот кога Сребреници ја продадоа. Да, од една страна ти вика ние историјата нема да се продаде,
идентитетот е загарантиран, јазикот е бетониран, едно друго, а гледаш во дневниот печат, еве вчера, завчера се бараат работници за автопатот Енка тамо, Бектел и Енка, со знаење на северно-македонски јазик. Од кога постои тој северно-македонски јазик? Кој е тој јазик? Јас пред неколку дена постирав кај мене старобугарски јазик, книга од бугарски историчар, каде што го дава старобугарскиот јазик. Бугарите кога дошли на Балканот во 7 век, 678, веќе 681 Византија признала нивната држава, тие имале свој јазик. Тие не дошле без јазик. Имале и писмо. Значи, не биле без јазик. Во меѓународната комуникација и го користиле грчкиот јазик. И највеќе надписи, најголем број од надписи што се објавени во Бугарија, Бешевлиев објави веќе 3 изданија, се на грчки, на латински јазик. Има само 3-4 надписи на старословенски јазик од подоцнежниот период. Значи, од раниот период, се тие се на грчки, на латински јазик. Значи, они имале свој јазик. Тоа е тој старобугарски јазик. Ама сега го присвојува словенскиот јазик како нивни старобугарски, го заборават онај старобугарскиот јазик кој што го донесува тука после христијанизацијата. Како е тој јазик? Имате сознание? Па за жал овде не носам на телефонот, немам сајтот на компјутер ми е тоа. Тоа е нешто комбинација на сликовно и слоговно писмо, наликува на нешто на Монголски. Да. Монголски, татарски. Монголохунски. Монголохунски. Не би рекол татарско, затоа што татарите подоцна се на тие простори. Монголски јазик користи. Нека близу е до монголскиот и до хунскиот, бидејќи самите они денеска сега напушти онаа теорија дека се хуно-булгари, дека се од хуните по потекло, од Атила, од тамо, од тија, мада самиот јазик на хуните и писмото нивно не ни е познато нас на овие простори овде. Значи, се изместуваат работите од место намерно за да се присвои некоја туѓа историја, за да се докаже идентитет или право на таа територија. Имат една интересна теорија кај нив, кога зборувам за бугарската нација, вика сите што се родени во Бугарија се бугари. Така е бугарскиот устав. Не признава малцинства, после под притисок на тоа што имаше неколку пратеници од ромите во бугарскиот парламент, сега призна ромско малцинство и турско малцинство во Тракија. Други малцинства не признаа. Да, сакам да ве замолам со оглед дека ќе анализираме на Пламен Павлов, со оглед дека Пламен Павлов добил некој признание за бугарска пропаганда, значи вклучувачи и антимакедонска пропаганда во секој случај. Тоа за развој на науката и фактички тука и он секаде пишува и за историјата на Египет, Мамлучкиот таму беше, мислам, и магистарска или докторска дисертација, Мемлучки султанат во Египет, за Бугарија во втората половина на 14 век. Значи има некои трудови што му се издржани. Пламен Павлов. Меѓутоа, еден од записите дека Охридската архиепископија е продолжеток на бугарската патријаршија. Тука е најболното прашање за самите бугари. Може ли само да ве замолам, со оглед дека целосно да анализирате, да представите вашата анализа, ако ми дозволите, што значи анализа, изјава на бугарски професор, дадена пред некој ден? Јас, почитувани, ја имам изјавата и сакам да најдам на разбирање од ваша страна, бидејќи многу кратко време имав да ја преведам, да ја титлувам. Ако ми дозволите, само ќе парафразирам, а ќе ви ја пуштам во живо, мислам, автентично, околу 2 минути и 54 секунди. Се работи за бугарскиот, ќе можам, професоре? Може. Бугарскиот професор Фотев, Георги Фотев, кој вели проблемот е во Бугарија и тврдењата дека македонците се бугари, а Македонија никош не била бугарска, да. Бугарскиот професор Георги Фотев во разговор за Блумберг, телевизија Бугарија, тврди дека Република Македонија никош не била бугарска. Поднекувам, вели, главниот проблем е во Бугарија. Ние имаме парламентарна представена партија која е брутално против признавањето на Македонија. Се тврди дека македонците се бугари, дека таа е дел од Бугарија.
Прво дека нема македонска нација и што сакаме сега ние. И колку од народот знае дека територијата на Македонија никогаш ниту еден ден не била дел од бугарската национална држава, вели Фотев. Режија, ве молам, ако можам да ја слушнаме заедно изјавата на господин Фотев. Подчертавам, главният проблем е в България, защото в България ние имаме парламентарно представена партия. И тук, като говорим за партия, винаги трябва да имаме предвид онези граждани, които са гласували за това. Това е една непренебрежима част на обществото. Това трябва да го имаме непред. Партия, която брутално, не 19 век, е против признаването на идентичността на Македония. Нали се твърди, че това всъщност тези са българи, част от България и така нататък. И извън парламента има друга, която не успя да стане, която има в Европейския парламент представител. И тези хора говорят на един език, който няма абсолютно нищо общо с европейски ценности. Тук обръщам внимание на ценностите, защото има, извинете, това не е моя език, но има полуидиоти, това не е моя език, употребявам идиот в средновековния смисъл на думата, не в друг, които правят паралел Европейски съюз с Съветски съюз. Разликата е космическа. Сега, има да добавя нещо важно тук още. От тук започваме да видим ние какви сме. Значи, някои от тези хора, които тръгнаха сега да се поклоняват на гроба на Гоце Делчев, това са хора, които открито изразяват, че няма македонска нация, че те са българи и така нататък. И сега какво искаме ние сега? Това е да тръгне една шайка или не знам какво от някаква съседна страна да каже, вие не сте българи. И тук, ако искате, казвам последно, защото трябва да бъде диалог, а не монолог. Колко хора знаят, към тия, които ги цитирах, в парламента, извън парламента, в Брюксел, колко те знаят, че Северна Македония, за разлика от Западните покрайнини, никога, нито един ден не е била част от българската национална държава. Кои са онези хора, които ще ме разберат какво казвам сега, но нека да спра. Никога не е била, тя не е била част. Едноставно, пред аргументите боговите молчат. С оглед дека господинот Фотев ја кажа вистина, професоре, некој коментар. И дадовме, јас се извинив, значи за преводот, го кажав на преводот. На Фотев немам коментар, но што е се повикуваат на средновековната бугарска историја, има периоди кога Македонија била во составот на бугарската држава. Ама тие држави не се национални. Тоа се фактички повеќе национални и се користи терминот како политоним, како географски поим. Да речеме за една Византија сега стои дека се тие ромеи. За Бугарија која што бе призната од страна на Византија после онај договор 927 година, сите освојувања и се признаети за бугарски покрајни, поданиците ги именуваат како бугари без разлика што се. Ние по тој поим ромеи во Византија имаме и ерменци, имаме и сиријци, имаме и персици, имаме и тракици, имаме и македонци, имаме секакви. Ама сите тие се ромеи, како припадници на таа држава. Фактички тоа е државничко име. Истото се прави со Бугарија, подоцна со Србија е тоа. На запад имаме Германската империја. Тие не се титулират како германски императори, него ромејски, римски императори. Римско царство, Отон први, се крониса за римски император, па дојде до судир со Византија. Значи, ама се повикуваат на тие, пошто Византија признала тоа бугарска држава, која што се простирали на овие простори, и наеднаш целиот народ за нив стана бугарски. Што нема логика.
Ако така, како не станавме ромеи многу повеќе векови? Или како не станавме турци 5 векови, турците не владееа, не станавме турци. Него кога како и одговара така. Конкретно за црковното прашање, за бугарската патриаршија. Интересно е, во последно време се појавува и едно мислење на бугарски историчари кои што не ги познавам лично, ама читам нивни постови по овие порталите, што имате една многу интересна теза. После долгите војни меѓу Византија и Бугарија и лавирањето на кнезот Борис, први бара да се покрсти од Запад, од Германија, во сојуз со Германија. Тоа ќе го зборувам ако дојде ред за Кирил и Методи. Затоа се Кирил и Методи испратени во Моравија да го растурат тој бугарско-германски сојуз, а сега они ги присвојуваат како бугарски дејци. И после, кога увиде дека не може да успеат со тој сојуз да ја победат Византија, и се свртеа кон Цариград. Византија склучи мировен договор 864 година, под услов Борис со целиот народ да се преведе во христијанство. И понатаму Борис лавира. Дали христијанството го прими од Цариград или од Рим? Црквата е уште единствена, да се разбереме. Ама центар, папата е на запад, на исток, иако постојат патриарши, е Цариградскиот патриарх кој што ја носи титулата архиепископ, ту патриархос, егуменос, односно веќе и вселенски се нарекува, иако првата титула му е архиепископ, затоа што немало апостоли на чело на таа црква. Другите се китат патриаршиските престоли и во Александрија, и во Ерусалим, и во Антиохија, затоа што и во Рим, што на нивно чело стоеле апостоли. И он си ја носи таа титула. Бара од запад не бидува. И Николај I, папата римски, и советува, вика, ние можеме да ви дадеме црковна организација, ама архиепископија, ние патриаршија не даваме. И тие пак се враќаат, кога виделе дека на запад не може да се случи ништо, поради политиката на Фоти, цариградскиот патриарх, студирот со Рим, било на повидок да настане шизма уште во 60-тите години, 864-та до 869-та. И тука 869-870 во Цариград е одржан еден собор, на кој што се дискутирало за односите меѓу Рим и Цариград, меѓу другото, и поставувањето на Фоти и разрешувањето на Игнатиј. Фоти незаконски после 3 дена што бил воведен во црковен чин е прогласен за патриарх, што е нонсенс во историјата. И кога веќе собранието било завршено, на завршната седница пристигнале делегати од Бугарија. И, иако тоа бугарско прашање не било на дневен ред на црковниот собор, тие успеале да го наметнат што ќе биде со судбината на бугарската црква. Значи, веќе го примиле христијанството. Има свештеници од Цариград испратени, кои што треба да го шират христијанството на грчки јазик. И папските легати, што биле присутни на соборот, тие немали ингеренции како да постапат по тоа прашање, бидејќи прашањето не било на дневен ред. И се повикале на едно старо правило, тоа успел веќе Василije I Македонец, основачот на македонската династија во Византија, и изнел пред нив дека постои едно старо правило да ги прашаат бугарите кога дошле на тие простори чии свештеници затекнале. Дали римски или цариградски? Тие рекле цариградски, што е точно. Првата бугарска држава се формира во делтата на Дунав. Границата меѓу источната и западната црква, границите меѓу папата и цариградскиот патриарх, односно цариградската патриаршија, се до Ихтиман, Трајаната порта и реката Искар, што се влева на север во Дунав, значи источно од неа, тоа е бугарска, значи тоа одговара. И Василий рекол, штом сте затекнале цариградски свештеници, значи вие ќе бидете под Цариград. И така бугарската црква била ставена под юрисдикција на цариградската патриаршија. Иако е под юрисдикција на цариградската патриаршија, бугарскиот владетел Борис продолжува да бара совети од Рим.
од папата, да му понуди добри закони, бидејќи пред тоа имаме ние бунт во Византија, во Бугарија против покрстувањето, па Борис направи колеш на елитата бугарска, баш на оние вистинските бугари, и папата му советува тука и Јован VIII и тие другите, дека ќе дојдат тие добри закони од запад, дека треба они да прекинат бугарите да се заколнуваат над сабјата и над конската опашка, него треба да заклетва да полагат над Библијата и така натаму и така натаму. Значи, иако се под Цариград, тие барат сугестии од Рим. Зошто? 2/3 од бугарската држава фактички била дел од некогашната римска црковна организација. И нормално тука треба да се воспостави некој ред кој што ќе биде адекватен на она што го пропишуваат правилата на римската курија, односно на папата. Додека тие добри закони од таму не стигнаа дури по враќањето на учениците на Кирил и Методи, по нивното протерување од Моравија, Климент и друштвото негово Наум, Горас Ангелари и така натаму, Сава. И иако тие пристигна, вика, Борис жеднел за такви луѓе, сакал да се оттргне од царградската патреша, односно да се ослободи од грчкиот јазик, да најде да ги сближи бугарите со словенството. Бидејќи сега имаме два етноси во државата кои се сосема различни. И како да направи сугестија, во престолнината не можеле да останат овие ученици, бидејќи таму имало многу византијски свештеници, кои што не дозволувале богослужба на словенски јазик, и затоа Климент заминува во западните покрајни на тогашната бугарска држава, односно Охридско-Деволските, поточно заминува на просторот каде на времето била Јустинијана Прима, која што била фактички под папата. А и самата титула епископ, Климент е ракоположен за епископ уште во Моравија или од папата или од Методи. Тоа што стои во житието дека Симеон го поставил за епископ. Симеон може да ве постави како администратор, но тој не може да ве хиротониса, бидејќи не е свештено лице. Значи, хиротонијата на епископи ја вршат најмалку тројца епископи присутни. Сигурно грчките свештеници не можеле да го ракоположат во Преслав, во бугарската престолнина, значи тој си доаѓа со титулата епископ на стариот Илирик, кој што сега го држат поголем дел бугарите и затоа некаде стои епископ на Бугарија. И тој си делува овде, си прави реформа на глаголицата, ја изоставува она аглестата глаголица, а ја воведува она облата, полесно, поедноставна. Тоа се реформите што измислил нови форми на буфита, не дека тој ја измислил кирилицата, тоа е лага. И после неговата учителска дејност сака Борис да се осамостои и црковно, ама он тоа не го постигнува, се повлекол во име на најстариот син негов Владимир, а планирал Симеон, неговиот син, да го постави за црковно лице. Тој учил во Цариград и бил доста школуван, ама Владимир сака да се врати на паганството. Борис се враќа на престолот, го тргнал овај Владимир, го поставува Симеон за владетел на Бугарија. И тога е свикан тој Преславски собор 893 година, кој што требало да се легализира преносот на власта од таткото на второродениот син, не на првородениот. И според бугарските историчари, иако за тоа немаме податоци, тука станало збор и за промена на јазикот и писменоста во бугарската држава. Државата да остане да се вика Бугарија, односно бугарска држава, а јазикот и писмото да биде словенско. Така започнува словенизацијата во бугарската држава. И таа архиепископа ја присвоиле, веќе почнува да го изоставаат старобугарскиот јазик, а таа архиепископија, што била призната и од Рим и од Цариград, Симеон самиот издига во патриаршија. Да. Дури 927 година, според некои податоци, Роман Лакапин, чија што внука била жена на Петар бугарскиот владетел, синот на Симеон, ја признава таа патриаршија, велат дека ја признава, но реков уште на почетокот. Има
сега историчари бугарски кои што негираат самостојноста на бугарската црква. Зошто? Имаме една преписка меѓу цариградски патриарх Теофилакт и Петар за богомилството во неговата држава, како да се справи со богомилите. Цариградскиот патриарх му пишува на владетелот. Би било логично да пишува на патриархот, на бугарскиот патриарх. Тоа е црковно прашање богомилството. Така. Значи во Византија се справува патриархот со тоа, нормално тука и владетелот. Тие се рака под рака. Никаде не се споменува тој бугарски патриарх. Секаде се споменува само Петар во тие писма. И тука е она дискутабилното прашање. Професорот што го негираме, мислам го демонтираме во секој случај, вие го демонтирате, Павлов, нели? Да. Кој децидно експлицитно вели дека Охридската епископија е продолжување на Сато Византија. Тука. Тие односи меѓу Византија и Бугарија се раскинати 965 година, тој мировен договор, почнува една војна и таа војна завршува 968-та привремен мир, па се ангажираат русите, тука да не зборуваме за сето тоа. На крајот, со подпишувањето на мирот во 968, бидејќи жена му на Петар, Марија, веќе била мртва, како гаранција за мирот, тој ги испраќа неговите два сина, Борис и Роман, како заложници во Цариград. И набрзо потоа умрел. Точно се знае дека Петар умрел на 30 јануари 969 година. Јован Скидлица, кој што е првостепен извор за тие настани, вели дека по смртта на Петар комитопулите ја разбунтувале бугарската земја и направиле апостасија, односно се отцепиле од бугарската држава. Кога во Цариград дознале за тоа, ги испратиле Борис и Роман да го заземат татковиот престол и да ги спречат комитопулите понатаму да напредуваат. Значи веќе комитопулите имале успех. Што се случува? Иако дошол Борис, седнал на престолот како Борис II, немал време да се справи со комитопулите, бидејќи Свјатослав, киевскиот кнез, навлегува повторно во Бугарија, окупира голем број на градови и сега византискиот владетел, новиот, значи наследникот на Никифор II, тоа Јован Цимиски, започнува војна против русите. Не му одговара тоа присуство руско во Бугарија. Свјатослав бара Византија се повлече во Азија, европскиот дел да му го остави на Киев, односно на Русија. И во таа борба Борис бил едно време руски заробеник. Јован Цимиски го ослободил од руско заробеништво, согласно византиската политика го поздрава како цар на бугарите, добро се однесува со него, се до Дристр горе каде што го обседнал Свјатослав, кога го протерал Свјатослав, го решил рускиот проблем, ама тука го решил и бугарскиот. Решил Бугарија да ја претвори во обична провинција, Борис и Роман ги зел со себе, ги однел во Цариград и ја укинал бугарската патриаршија, што го признаваат и бугарските историчари во најновата историја на средниот век, Васил Ѓузелев и Божилов. Значи, е укината бугарската патриаршија 971, кога е ликвидирана и бугарската држава. Сме со време и сакам затоа да поентираме со и тоа. Што ми е туку укината патриаршијата 971? Како може тоа да биде да има продолжение на таа патриаршија без согласност на Цариград? Нема ни канонска одредба ни ништо. Но тоа се однесува само на тие територии што го подчинила Византија. Териториите што станале надвор од Византија, тоа е Македонија. Средиштето на движењето на комитопулите е фактички преспа воден тука во тие региони. И поголем дел од денешна Македонија влегле во составот на таа држава. Сега, тука се поставува прашањето како е воспоставена таа црковна управа во таа Самуилова држава. Некои сметат дека Самуил сам го назначил првиот архиепископ или патриарх. Тоа е Гаврил или Герман. Некаде Герман, Гаврил. Но може тоа да се случи на друг начин. Ние немаме извори, бидејќи Самуил е во контра со Византија после 976 до 976 во добри односи со Византија. После 976 се в контра со Византија. Можело епископите што останале надвор, кои што своевремено биле под ингеренција на папата, можеле да се соберат
и да си изберат од нив еден поглавар. Дали го нарекле архиепископ, дали патриарх, ние немаме податоци за тоа. Зошто? Византија за тоа нема да пишува, бидејќи само го смета за исто за отпадник. 976 отпадне и од Византија. Веќе, а и пред тоа од Бугарија, бидејќи бил под бугарска власт. 971 призна врховната власт на Византија, 976 отпаѓа втор пат, тоа е втората апостасија. Како и Варда Склир и Варда Фока, и тие прават апостасија. Значи, таа црква не може да биде продолжение на укинатата веќе бугарска патриаршија. Да се разберем. И седиштето, почетокот е воден после Преспа. Ние за прв архиепископ што се споменува во Охрид е Филип, а после е Давид. Значи, ама тие податоци не ни се сигурни кога е пренесено и дали воопшто е пренесено седиштето во Охрид. А иначе во Охрид епископија постои уште во 4-тиот век, да се разбереме. Уште, значи, има епископ на Охрид. Па тука и дејството на овај Еразмо, значи, Струга Охрид, 4 век, неговата ден, значи христијанството овде постои, епископија во Охрид постои уште во 4 век. Како може таа епископија, таа црква да биде продолжение на бугарската создадена 864-та, молам, после 400 години по тоа. Значи, чист фалсификат, значи, кражба. Тоа е направена една инсинуација за да се докаже дека ето има некаков континуитет, дека не се во право. Јас малку имам скепса и околу самата Охридска архиепископија, има неколку теории околу нејзиното потекло. Василие II, која ликвидира Самуиловата држава, тој решава да ликвидира, да расчисти и со црковната организација негова, ама и да расчисти со мешањето на папата на овие простори. Е сега, за да го неутрализира папата, кога ја ликвидира државата на Самуил, формира тематски организации овде, војно-административни единици, на кои што дава имиња на други етноси, односно тие се само географски имиња, како вамо Пардунавон, да речеме Месопотамија, Бугарија, Македонија ги меша Дирахиум, да речеме едно друго Србица, горилим тема Моравица, како што се некаде се споменува и така натаму, и решава и да ја уништи традицијата на таа Самуилова црковна организација, со тоа што ја потврди идејата за го поставува Јован Дебарски за архиепископ на Охрид. И пошто е катепанат тема Бугарија, секаде стои дека е на Бугарија. Ама него го поставува Василие I и тој е ромејски службеник. После него исклучиво грци доаѓаат на чело на таа архиепископи. Сите работат во духот на Византија. Како може таа да биде бугарска архиепископија? Нема ни еден бугарин архиепископ. Значи, уште се изврши чиста лага. Чиста лага. Со оглед дека држава која нема своја историја, ита и краде туѓа историја. Лагата се гледи од самиот текст на колегата Павлов. Вели дека со текот на времето таа Охридска архиепископија забегала на грчки води и затоа во 12 односно 13 век е создадена бугарската патриаршија во Трново. Чеки се како таа била бугарска, па забегала на грчка страна, па сега наеднаш не е бугарска. Значи, во 13 век, 1235 година, Иван Асен II ја владее скоро цела Македонија, денешна Македонија, цела и Албанија, и долу воден Костур, значи Охридската архиепископија била во составот на неговата држава, тој бара од Никеја формирање на Трновска патриаршија и добива 1235 година во Трново е формирана бугарската Трновската патриаршија. Значи, а Охридската останува архиепископија. Фактички се одземени епископите од Охридската, оние што биле таму Видинската, Средечката и уште една беше, и од нив е создадена Трновската патриаршија. Фактички, Трновската патриаршија настанува како сукцесија од Охридската. Значи, Охридската архиепископија е мајка на Трновската патриаршија, а не обратно, како што се случи неколку години пред тоа со српската. Епархите од горе околу Пеќ
уште 1219 година ги прогласија за Печка архиепископија од Фактички Никеја. Охридската архиепископија е мајка и И на на таа, и на трновската, другата. и на српската патриаршија. Да се разбереме, тоа е Интересно јасно што како влегоме ден. во супер финале, што вика на емисијата, крај на емисијата, скоро 5 минути. Еве го видовме и Вселенскиот патриарх што инсистира да не се спомну Македонија, Македонска црква, туку само црква Скопје Да. или Охрид, пардон. Или Охрид. Од бидејќи стравот е голем во секој случај. Од вистината. Па стравот е во тоа што Василije, он постапил доста тактички, почетокот со тоа што сам ги назначува охридските архиепископи, он го имитира Јустинијан со Јустинијана Прима. Значи, епископите ги назначуваше од Цариград, ама они за својата работа даваше ја отчет во Рим. И така Рим вика, па еве, овој држи едно време како неутрална автокефалност. Фактички, во тоа време автокефалноста не значи ништо друго. Ти си самостојна глава, автокефале. Тебе те поставува владетелот, а ти си го управуваш епархиите како ти што сакаш. Ти во тој поглед си автокефале. Тука ја би ја замолил режијата да ни го пусти линкот, видеото што ми го испрати од Шапка, да речем, од манастира Свети Наум, за и околу тој контроверзен, неочекуван напад врз вистината. Да, крстот дека оди, тоа се инсерти вчера снимени и испратени за гласот на народот. Со тоа сакаме, професоре, да ве замолам во финале, дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана Прима, со право го носи тоа што го заслужува. И дека има тежина, има вистина, има историја, има континуитет. Има целата историска вистина е тоа. Она што се повикуваат на грамотите на Василий, веќе се докажа дека тие грамоти се фалсификат, направени 1272-1274, за да се справи Византија со антивизантиската коалиција од запад на жујците, во која што коалиција влегли и србите и бугарите, сакала Византија да постигне по самостојноста на бугарската и на српската црква, да докаже дека тие неканонски се одделени од охридската и се направен фалсификат на тие грамоти и се однесени на соборот во Лион. Ама, за жал не успеал да ги врати под Охридската архиепископија. И така се настанети тие грамоти. Иначе тоа што е спомнато во втората би требало да се спомне во првата, они ја споменува дури во втората, што нема врска. Значи, професоре, со оглед дека ово е прв дел со вас што ќе ја реализираме емисија, ќе продолжиме во блиски иднина. Која е вашата порака со оглед уште еднаш крстот, прекрасен крст е, сакам да го видиме сите заедно и да кажете дали крстот и полумесечината е интеграција или сепарација? Треба да биде интеграција, ама кај нас за жал во Македонија се иде кон сепарација. Религиозната толеранција кај нас постоеше, да не речем уште во комунизмот, државата не се мешаше во верските работи. Да. И после тоа ние одлично се сложуваме и со муслимани, и со евреи, и со нововерци, сите тие, во Струмица ги имаме 22 здруженија црковни со најразлични. Мене не ми смета никој од нив. Секој нека си го слави Бога на свој начин, како што сака и како што уме. Впрочем, така е и Миланскиот едикт од 313 година, Константин I и зет му Лицини. Значи, секој да го слави Бога на својот јазик и односно го слави онаа божество во кое што верува. Да. Што ми мене смета џамијата или што му смета на некој крстот? Ама кога немате добра економија, кога имате криза, немате економски резултати, за да дефокусирате народот, вие изнесувате некои националистички тези и народот го палите на тоа. Како Љупчо Ѓурѓијски дојде на власт кај нас. За сите, он викаше за сите шиптари гасни комори, ќе ги исел шиптарите од Македонија, народот му поверуваа некој, трнаа по него, го изгласа, он стана премиер. Што направи? Ништо. Ти не можеш да избркаш некој на кого што ти си му ја продал земјата, си зел пари. Затоа и сега ќе го избркаш, врати му ги парите, он ќе си замине. Ама што си ја продал земјата, како да си замине? Значи, верската толеранција мора Македонија да биде пример. Била и треба да биде пример за верска толеранција. Јас се надам дека ова се само испади на некој не баш добро, да не речам, може историски запознати или задојни со некои други идеи.
Ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Не јасно. Имавме доста интересна содржина и дискусија. Почитувани, се надам дека имавте и една убава приказка, една убава анализа од почитуваниот професор Александар Атанасовски, кој ја дал вистинската оценка и диагноза се тоа што нам ни се наметнува нашиот истечен сосед, па и од некои други кои се секогаш жедни да искористат македонската вистина историја. Бите ми живи и здрави, се гледам утре во истото време. Пријатен вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.